Факултетот од хемија и технологија нуди широк спектар на образовни профили, каде идните 9 одделенци можат да се запишат. Станува збор за хемиско-лабораториски техничар, прехранбен техничар со 4-годишно образование и уште два други профили со 3-годишно образование, а тоа се пекар и преработувач на месни производи. Имено, како за сите споменати ученици, така и останатите ученици во рамките на училиштето кои го изучуваат предметот хемија, се практичниот дел го изведуваат тука во лабораторијата. Се наоѓаме во лабораторијата во која се изведува анализа на храна, претежно, и тука учениците се она што како теоретска настава и учење го стекнале во рамките на часовите, практично го спроведуваат во лабораторијата. Имено, учениците се вклучени во различни активности. Тие активности опфаќаат делови во кои, еве, например, како например денес нашите ученици се вклучени во една работилница. Работилницата се однесува за реупотреба на биоотпад, а е под покровителство на УНИЦЕФ и ја спроведува РЕЦ имено покрај овие две институции во соработка и со Центарот за средно стручно образование. Домајќини сме на ученици од нашиот регион, во кој се вклучени ученици од Ресен и од Битола, а со акцент на учениците од струката хемија и технологија и од земјоделско-ветеринарната струка, заради тоа што главна цел е отпадот, едните во делот на нивна, како што гледате тука, на нивна употреба и реупотреба во рамките на лабораторијата, а другите како создаватели, како оние кои продуцираат најмногу биоотпад. Јас сум Андреја Алексовска од смерот хемиски лабораториски техничар и јас лично некако ме привлече смеров така кога дојдов исто на отворениот ден и кога ги разгледав условите во ова училиште, едноставно ме привлече таа енергија која имаат професорите, условите, приборот, тие различни бои на, да речам, раствори. Лично не бев заинтересирана толку за хемијата во основно образование, но кога видов, да речам, што се работи практично, се заинтересирав и се пронајдов во тоа. Лично сакам да продолжам понатаму со смерот, во кој хемиски лабораториски техничар, исто така во секоја лабораторија можам да работам, па дури и во медицината. Така да им препорачувам на сите 9 оделенци кои сакаат да се запишат во ова училиште, топли препораки за сите смерови, така и за мојот, лично со моје искуство. Нормално, секој треба да се пронајди во нештото, не можеме сите во исто да бидеме заинтересирани или за исти работи да сакаме, така да секој треба да се пронајди и да си одлучи самиот за себе. Ми кажеш однос на Еразмус плюс програмата, дали досега си учествувала и тоа ти донесе некои нови интересни информации? Да, имам учествувано во Еразмус плюс проектот. Имаше размена на ученици, тоест се заполна со доста ученици од други држави. Да речам, воспоставив комуникација со нив, разговарав за нивните училишта, нивните услови за нашите училишта. Едноставно стекнав нови искуства, нови комуникативни, да речам, способности, запознавање и видов различни, да речам, луѓе. Ова е нашата реална училишна компанија Детелинка, каде учениците од прехранбен техничар и пекар изведуваат практична настава повеќе денови во неделата. Зошто да се определите за овој профил?
Многу часови практична настава се излегува од училишните клупи, од теоретската настава и знаењата од теорија може да ги примените тука во една релаксирана атмосфера на меѓусебно дружење и соработка, каде се научуваат најразлични вештини и знаења што понатаму се виза за животот. Учениците излегуваат како готов производ кој што може да ги применат своите знаења отварајќи собствен бизнис, значи да конкурираат на пазарот на трудот, или пак да продолжат понатаму во високите школи со знаењата што ги добиле. Пекарот. Зошто пекар? Па пекарот е еден дефицитарен кадар во нашата земја, значи најмногу се бараат месачи, печачи да речам, и пекари, најплатен, некаде, мислам, најплатените занаети во смисла, ако одат надвор од државата, борекџиите се едни од најплатените професии, може да се обстара собствен бизнис без големи инвестиции, да си вработат и други луѓе, значи друг кадар, или пак да работат негде и да ги покажат своите знаења. Имаме добра соработка со бизнис секторот, посебно со приватните пекари, Антомос, Стара Фурна, пекара Лида, пекара Маја. Значи, добра соработка кај што децата одат на практична настава или пак многу пати имаме некои заеднички активности, да можат децата да опипаат како е реалниот свет, да речам, пекарството во реални услови. Со големите фирми исто така имаме соработка, значи часовите по практична настава, посебно дуалното образование, го нуди тоа да поголем дел од наставата се изведува по фирми, по Витаминка, да речем во Трио, во Донија, или по пекарите, млекара Софија, млекара Мики и така натаму. Се надеваме дека ќе биде еден избор, ќе биде нашето училиште и нашите профили за идните ученици. Ги покануваме да дојдат, да се запишат во нашето училиште, затоа што е нешто, оние услови што ги нудиме, ги нема никаде во други училишта, да наречам во Македонија, вака опремена пекара, значи опремена од 2005 од УСЕИД, значи со сета опрема, со сета можна опрема и сето на услуга на учениците. Ние како професори сме тука како кадар да ги водиме низ тој процес, а исто така профили кои што се последниве години финансирани, значи имаат децата и стипендија земаат, добра стипендија, некаде од 3000 денари, малку како мотив да се запишат во нашето училиште.